Македонската црква има апостолско приемство. Основана е од апостол Павле. А апостолски цркви не се признава. Нив нема кој да ги признае затоа што нема постара црква. Донесен е и законот за јазиците, со кој практично се подготвува федерализација, се подготвува разнебитување, хаос и нефункционалност на македонската држава, која што ќе треба да доведе до сецесија. А со договорот со Грција треба да се стави крај на македонското име, идентитет и јазик. Сите овие акти се кој од кој пропагубни. Донесени кукавички зад грбот на македонскиот надвор, со исклучени парламентарни, со исклучена опозиција, со исклучен председател, со исклучена научна јавност, без јавна дебата, останува да му се соопшти на македонскиот народ цената што треба да ја плати. Да не зборувам за кршењето на уставот и на законот. Со просто мнозинство практично се носат закони кои треба да бидат донесени со двотретинско мнозинство. Со закон се менува устав. Ова нигде во свет го нема. Што сега ние добиваме? Добиваме две бугарски држави на Балканов, два бугарски парламенти, две бугарски влади, две бугарски цркви. А на повидок е создавање трета албанска држава, но овој пат легално.